Со денот на рибарите денеска продолжија богојавленските чествувања во Охрид. Според традицијата денеска се капат рибарите во Охридското езеро, а со овој ден порано се означувал крајот на мрестот на пастрмката и почетокот на сезоната на риболов. Но поради забраната за изловување, празникот охриѓани денеска го одбележаа со староградска музика, топла ракија по некоја охридска плашица, а среќниот фаќач на крстот и неговата тајфа се капеа во осветените води кај Сараиште. Старите охриѓани се присетуваа на минатите времиња, а рибарите споделуваат дека рибниот фонд за среќа полека закрепнува, но потребни се почести порибувања. Во зимскиот период, од овој ден на 20 декември, Свети Јован завршил татило, тоа е турски збор, значи забрана. Забрана за лов на пастрмка прекинува денес и прв ден почнувале рибарите со лов. Тоа бил и како модус да се означи богојавление. По мое, плашицата има доволно, имат клен, имат краб, белвица, за пастрмката не знам да кажам. Освен охриѓани, на денешната манифестација имаше гости од земјава, но и од странство, кои изразија воодушевување за традицијата која секоја година достојно се продолжува во Охрид. Прекрасно се чувствуваме, Охрид ни е омилен, пачата е супер, молба од Прилепската. Охрид е светски град, Охрид нема друго место како Охрид. Јас сум прошетал сегде, меѓутоа како нашиот Охрид, како ова Убајна, нема сегде. I love Ohrid. Многу го сакам Охрид, прекрасен град. Прв пат доаѓам, од Израел сум, но сум воодушевен. Фини и љубезни луѓе, убава атмосфера, голема забава. Според кажувањата на старите жители на градот, на овој ден рибарите излегуваат да ја прослават и покажат својата приврзаност кон езерото.